Под негово водство, нашите краишта од политичка периферија прераснале во образовен, просветен и културен центар со древниот Охрид како духовна престолнина. Охридската книжевна школа едуцирала 3500 ученици кои станале учители на словенските народи. Од нејзините препишувачки центри произлегле раскошни ракописи кои што како временски капсули сведочат за континуитетот на македонскиот јазик. Кроток по срце и ревносен по дух, Свети Климент станал мост меѓу луѓето, бивајќи им непоколеблив столб, кој што ги држал заедно во верата, надежта и љубовта кон Бога. Благодарение на своето богоугодно и човеколюбиво дело, тој бил и останува неспоредлива и неповторлива личност во нашата севкупна историја.